да се помолиме и да го прославиме денешниот светител, кој со својот пример се удостоил да стане светител и наш заштитник пред Бога. Свети Ѓорѓи е роден 250 година по Христа, всушност во времето кога незнабожците најжестоко ги гонеле и убивале христијаните, а он самиот бил христијанин. Свети Ѓорѓи бил војвода на римскиот цар Диоклецијан и се одликувал со посебна бистроумност и силен во телото. Като царски војвода, светиот имал прекрасна прилика да ужива со сите богатства во овој свет, но он, гледајќи како незнабожците и нивните господари не правело така варварски ги гонат, мачат и убиват христијаните, не можел така неправда да поднесе. Па затоа ја остава службата и почнува јавно да го брани христијанството, а да го судува злочестивиот цар Диоклецијан и неговите нечовечки чиновници. Свети Ѓорѓи и на самиот цар во очи му зборувал за неговите беззаконија и за нечовечноста на неговите чиновници кон христијаните кои ги мачели, убивале, и затоа царот го затворил во затвор, каде претрпел многу тешки мъки. Но светителот сепак на непрестанно да го слави Бога Спасителот и да ги брани христијаните. Го слави на тркало од кој имало даска со долги остри шајки, па го структувале така да шајките целото тело го воделе. Но Свети Ѓорѓи и понатаму останал верен на Господа, во својата света и на љубава православна вера. По тешките мачења на крај на истите глава, но светителската слава не може да ме одземе. На иконата на Свети Ѓорѓи, браќи и сестри, се гледа лик една царица која загинала при Свети Ѓорѓи, поради тоа што и таа го бранела Свети Ѓорѓи и христијаните. Бог во Светото писмо и сам вели дека овој свет е многу убав. Но од каде тогаш многу зло во свет? Од каде да страда и оние големи луѓе кои истинскиот Бог го слават и споведаат? Но на прашање ни одговара Светото писмо, кога вели дека причина за тоа е што човекот сам и слободно
pismo svetlo često pati se predstavlja kako sujet, kako ličnost i teatar naveka i siromaština, no tuka se razbira i čovekovite neograničenih želbi i raznih strasti i poroci kako samoljubijeto, gordosta, srebroljubijeto i mnogo drugi strasti koji site se izgubila koga će umre, pa zato Sveto pismo ne uči da ne bidene divni robovi. No, do isto vreme, Slovo to Božje i dozvolila da umereno i prema potreba i pravilno uživame osjetite bogatstva, ne zaboravajući nikogašna ljubav tako Boga i kod ljudja. I Sveti Đorđi uživa posebno to bogatstvo sa kajčigom i Boga i ljudja. No koga vidja, kako ne znamoćite go omalovažува istinski od Bog i istinskата вера и ги убива християните, он зна дека тоа не е право. А поред това, како царски војвода, не сака повеќе да ужива во превремените земни уживања, туку се најде до Бога и ближните се откажа од се, па се достaju за вечна небесно уживање. И така, браќи и сестри, дознаваме кога човекот ќе ги злоупотреби моралните и материјални дарови кои му ги дал Бог, тој тогаш постанува самолюбец, непобожен, лажкољубиец, но за тоа е Бог ги кога го суда човек, го украси со најубави особини, со ум и слобода, како би со умот го познал доброто, а со слободата да го исполнува. Му дал и словец, да може да ги испитува и проценува своите дела, дали се согласува со Божјиот закон. И ако човекот овие своји прекрасни особини ги употреби за зло, за да тоа е покрив, како што Бог му ги дал на човекот овие духовни дарови, така му дали телеси, разни делови од телото, со кои ќе набавува се што му е за животот потребно. Но Бог не му дал на човекот раце да краде, да убива, ниту нозе доди кон злото, ниту пак му дал очи да се граби за туѓо, и ако човекот се тоа го употребува за зло, тогаш кој друг е крив, ако не самиот човек. Целиот живот на вистинскиот христијанин треба да е борба за христијанските добродетели. Правиот и вистинскиот христијанин се заснова на науката на ветувањето на Христа Спасителот и овој свет го смета како средство преку кое се доаѓа до Царството Небесно. Овака, драги браќи и сестри, мислел и работел Свети Ѓорѓи. Овака он го сметал земните богатства, па ги жртвувал од љубов кон Бога и кон ближните. Оваквиот негов живот го прославил и на небото и на земјата, и поради това и ние да се гледаме на Свети великомачени Ѓорѓи, за да го заслужиме Царството Небесно. Нас нема кој денес да не мачи освен нашите страсти. Но што му вреди на оној човек кој не е во состојба да ги победува своите страсти? Што му вреди на оној човек кој земните привремени уживања не се неумерено да ги ужива, а да не се огреши ни кон Бога, ни на луѓето? И напротив, што му вреди на оној христијанин на кој привремените земни уживања не е во состојба да ги жртвува поради Бога и луѓето, како што направил Свети Ѓорѓи, чии молитви нека се денес и секогаш на помош на секој христијанин кој го слави и му се моли и се угледува на неговиот живот и делата негови. Амин. Христос воскресе!